Нови фабрики не се изградија, ама затоа власта предизборно се склучи сделка од безмалку 30 милиони евра за навеќе постојните да им гради сместувачки капацитети, детски градинки, амбуланти, паркинзи. За премиерот Димитар Ковачевски немало ништо спорно, што на 5 месеци пред избори ќе се опремуваат дел од индустриските зони. Не можам да идам став за нешто што не сум го водел како процес. Директорот и неговите служби знаат, они може да ви одговорат најдобро. Јавна набавка се прави врз основа на закон за јавни набавки. Ако го запазиле законот за јавни набавки, целата постапка тогаш се е во ред. И плюс после овој изборен процес, веднаш потоа следува и изборен процес за локални избори, така да... Првиот човек на дирекцијата за технолошко-индустријски развојни зони пак се чуди зошто во јавноста се крева прашина за проектот кој онака бил дел од програмата на ТИРС за 2023 година. Но сепак и денеска не даде конкретен одговор зошто токму на крајот на годината, непосредно пред формирањето на техничката влада, се склучува оваа сделка. Дел од годишна програма за работа, редовно спроведена постапка, две компании учествувале, конкурентен процес, на вистина не гледам што е проблем. Не знам од кога стана проблем од држава кога се вложи во детски градинки во здравствена заштита. Да, така што и нема врска со ниту техничка, ниту не техничка. Значи законот си пред, значи ние нема застанеме да работиме. По таа логика денеска требаше да им кажеме на дечки вие на паузаста, нема година дена примате плата додека не заврши изборниот процес од државата. Зашто? Зошто тоа потребно? Тендерот го доби Стентон Градба, битолска компанија која и досега има добиено еден куп милионски тендери на државно и локално ниво. Таа е ангажирана за изградбата на железничкиот коридор Белјаковце-Крива Паланка, браната во Штипско на реката Отиња, а е и еден од произведувачите за изградба на автопатите, проект кој го доби Бехтел ИНК. Стентон Градба минатата година склучила договор за изградба на терминална парцела во ТИРС Битола во вредност од над 2 милиони евра. Во 2018-та пак за изградба на водоснабдителен систем за ТИРС Прилеп. Договор тежок над 800.000 евра. Следната година исто така во ТИРС Прилеп паднал договор за изградба на сообраќајници и хидротехничка инфраструктура во вредност од над 600.000 евра. Во изминатите 7 години фирмата добила речиси 34 милиони евра од тендери за технолошко-индустријските зони. Според она што може да се види на сајтот на јавни набавки, компанијата има соработка и со повеќе општини како Битола, Прилеп, Крушево.